Најтешката делница од автопатот Кичево-Охрид од извор до Врбјани се очекува да биде пуштена во употреба во октомври. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски вели дека двете галерии се целосно завршени, додека третата е реализирана 70, а четвртата околу 50%. Во тунелите се поставуваат сигнализација, вентилација и системи за рано предупредување од пожари. Целиот автопат Кичево-Охрид, според најавите, треба да биде целосно ставен во функција во првиот квартал од 2027 година. Во Македонија се регистрирани 14 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, а 1 е под контрола, а 8 целосно изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во општините Студеничани, Македонски Брод, Илинден и Сарај. Најголемиот зафаќа мешана шума на подрачјето меѓу Моране, Вртекица и Рамни Габер, со крак кон Палиград и Вражале. Пожар под контрола има кај тајмиште во Кичево, во високостеблеста букова шума. Во гаснењето се вклучени надлежните служби и локални тимови. Агенцијата за храна и ветеринарство спречи увоз на 27,5 тони ухата млеко од Косово, поради утврдено присуство на афлатоксин над дозволените концентрации. Двете пратки биле контролирани на граничниот премин Блаце и биле наменети за продажба во Синџир маркети во земјава. Под налог и под надзор на официјален ветеринар, небезбедното млеко е уништено на депонијата Дрисла. Од АХВ велат дека контролите при увоз на млеко се засилени со задолжителни лабораториски испитувања. Земјоделците од Струмичкиот регион утре повторно излегуваат на протести блокади поради падот на откупната цена на пиперката ајварка. Од местното здружение Млади Муртино велат дека пиперката веќе 5 дена се откупува за 25 денари за килограм, иако претходно биле договорени цени од 40, 30 и 20 денари во зависност од класата. Според нивната пресметка, производната цена е 29,22 денара, што значи загуба од околу 4 денари по килограм. Земјоделците бараат почитување на договорените цени и најавуваат масовен протест во Струмица од 11 часот. Храната може да биде новиот голем извор на инфлаторен притисок во 2026 и 2027 година. Според Оксфорд Економикс, глобалните цени на храната годинава би можеле да пораснат за 11,8%, а дополнителен раст од 4,8% се очекува и следната година. Најголем ризик има кај житарките, овошјето, зеленчукот и млечните производи. Сушата и екстремните горештини ги намалуваат приносите, додека војните и поскапите гориво и ѓубрива ги зголемуваат производните трошоци. Економистите предупредуваат дека притисокот постепено може да се прелее и врз цените на лебот, тестенините и маслото. Бугарската председателка Илијана Јотова од Петрова Нива порача дека Бугарија нема да се откаже од, како што рече, заштитата на правата на бугарите во Македонија. На одбележувањето на годишнината од Илинденско-преображенското востание, Јотова оцени дека за бугарите во Македонија се зборувало со омраза и поделби. Таа порача дека историјата во Македонија е заедничка и дека нема потреба од нејзино споделување. Изјавите доаѓаат во период на спор околу уставните измени и условите поврзани со евроинтеграциите на Македонија. Просечната нето плата во Хрватска во јуни изнесувала 1555 евра, што е номинален раст од 7,7% во однос на истиот месец лани. Реално платите се зголемиле за 3,1%. Во приватниот сектор просечната нето плата достигнала 1443 евра, со номинален раст од 8,8%, додека во јавниот сектор изнесувала 1820
22 евра и пораснала за 5,1%. Медијалната нето плата била 1345 евра. Највисоки просечни примања имале вработените во воздушниот транспорт 2330 евра, а најниски во производството на облека 988 евра. Финска во септември ќе биде домакин на самит на лидерите на Европската Унија посветен на Арктикот. Средбата ќе се одржи на 13 и 14 септември во Рованиеми со цел Европската Унија да го зајакне заедничкиот стратешки пристап кон регионот. Финскиот премиер Петери Орпо оцени дека Арктикот станува се поважен дел од европското безбедносно обкружување. Топењето на мразот отвора нови поморски рути и пристап до природни ресурси, што го зголемува интересот на големите сили. На самитот се очекува учество на повеќе европски лидери и високи представници на Европската Унија. Во Франција од 19 јуни се регистрирани 301 случај на давење, што е зголемување од 14% во однос на истиот период лани. Француската министерка за спорт и млади Марина Ферари смета дека зголемениот број случаи е поврзан со топлотниот бран што ја погоди земјата. Таа предупреди дека дел од несреќите се случиле на места каде што капењето не е дозволено, како отворени води и канали. Поголем број давења е забележан и кај постарите лица, вклучително и во домашни приватни базени. Властите најавуваат мерки за поголема безбедност на местата за капење. Во близина на Солнок во централна Унгарија се урна воен авион Грипен на унгарските вооружени сили. Пилотот навреме се катапултирал и според првичните информации не е повреден. Тој со хеликоптер е пренесен во болница на дополнително наблюдување, а неговата состојба е стабилна. Министерот за одбрана Ромулуш Русинсенди пристигнал на местото на несреќата. Причините за падот за сега не се познати, а надлежните почнаа истрага за околностите на инцидентот. Трговските преговори меѓу Соединетите Американски држави и Канада пропаднаа, а Вашингтон воведува нови царини од 50% за дел од канадскиот увоз. Канадскиот премиер Марк Карни најави дека Отава ќе возврати со исти мерки, долар за долар, од 8 септември. Карни ги оцени американските царини како погрешна пресметка и порача дека Канада сега е во трговска војна со Соединетите држави. Доналд Трамп пак повторно ја спомена можноста Канада да стане 51-та американска сојузна држава. Пропаѓањето на преговорите создава дополнителна неизвестност за трговските односи меѓу двете земји. Американскиот јавен долг ја надмина границата од 40 трилиони долари, додека растот на приносите на државните обврзници изврши притисок врз берзите. Индексот S&P 500 падна за 1,4%, а технолошкиот Насдак загуби 2,1%, прекинувајќи ја 4-неделната серија на раст. Приносот на 10-годишните американски обврзници достигна 4,74%, а на 30-годишните 5,28%. Во меѓувреме акциите на Модерна пораснаа за 129% по позитивни резултати од испитувањето на персонализирана вакцина против рак. Кинеските власти почнаа истрага по снимка на која се гледа како зелка наменета за човечка исхрана се потопува во раствор пред транспорт. Локалните власти во провинцијата Хебеј ја потврдија автентичноста на снимката, а според извештаите се истражува сомнеж дека бил користен формалдехид за зачувување на свежината на зелката. Употребата на формалдехидот за конзервирање храна во Кина е забранета. Полицијата презела правни мерки против инволвираните лица, а низ земјата се спроведуваат вонредни контроли за да се утврди колку е распространета практиката и дали контаминираната зелка стигнала на пазарите.
Тајфунот Нара предизвика сериозни поплави во делови од Кина, при што околу 54.000 луѓе се евакуирани, а 8.000 се сместени во привремени засолништа. Најтешко е погоден регионот Гуангси, каде што поплавени се населени места, улици и патишта. Нивото на водата во 15 реки го надминало прагот за предупредување, а метеоролозите најавуваат и нови врнежи. Лошото време влијаеше врз кинеската вселенска програма. Одложено е планираното лансирање на лунарната мисија Чанге-7 од космодромот Венчанг. Голем шумски пожар се приближува до градот Рино во Невада, поради што околу 42.000 жители се евакуирани или се наоѓаат во зони со наредба за евакуација. На уште 45.000 луѓе им е наложено да бидат подготвени да ги напуштат домовите. Пожарот Хок досега зафатил околу 13.000 хектари, а властите велат дека е предизвикан од човечка активност. Во пожарот се повредени 3 цивили и 3 припадници на итните служби. Гувернерот на Невада прогласи вонредна состојба и распореди хеликоптери и припадници на Националната гарда.